Поминаа измените на кривичниот законник со кои се предвидуваат повисоки казни за корупција извршена од функционери и службени лица, наспроти решенијата што власта на СДСМ и ДУИ ги воведе во 23-та, а со кои се овозможуваше полесно застарување на предметите. Со законското решение се воведуваат и нови кривични санкции во делот на Safe City, како и олеснета постапка за пријавување на сторителите на семејно насилство. За измените гласаше владеачкото мнозинство на ВМРО ДПМН знам и вреди, а поддршка даде и пратеничката група на СДСМ. Предлогот за измените на кривичниот законник дојде од власта, но корекцијата всушност беше направена по барање на Уставниот суд, кој поведе постапка за првичните измени донесени пред 3 години. Со овој закон се исправува една сериозна неправда направена со измените на кривичниот законник од септември 2023 година, донесени од претходната власт, со која беа ублажени казните за корупција, беа избришани клучни одредби за злоупотреби во јавните набавки и беа создадени услови за застарување на предмети од висок профил на корупција. Новите законски решенија ја враќаат суштината на казнената политика, превенцијата и репресија против корупцијата и организираниот криминал. Иако овој пат и СДСМ гласаа за измените, сепак излегоа со забелешки за законското решение. Апсолутно имаме сериозни забелешки затоа што се дополнително амнестираат одредени можни прекршувања на законот. И тоа сметам дека е направено намерно. Тоа не е случајно. Ова е уште еден обид да се прикаже нешто како реформски закон, поднесување на реформски закон, а на мала врата се дозволуваат амнестии на актуелни функционери. Левица не го поддржа кривичниот законник со образложение дека казните за функционерите се уште се мали, но не гласаше против. Еден системски кривичен законник кој 7 години се чува во ФИОКа, кој работеше експертска група, тој чинам беше најавен да се донеси до крајот на 2025 година, но тој кривичен законник ние уште не го гледаме, не го донесе ниту претходната власт, очигледно тенденцијата е да не го донесе ниту оваа влада. И со ваквиот кривичен законник впрочем е едно шминкарско решение само за да се удоволи рокот кој го зададе Уставниот суд. Во експресна процедура, без дискусија, денеска со политички консензус, беше избран и новиот состав на Државната изборна комисија. За председател е избран поранешниот вице-премиер за европски прашања Бојан Маричик од СДСМ, додека останатите членови остануваат исти: Абдуш Демири од Вреди, Александар Даштевски, Светлана Карапетрова и Ангел Чористов од ВМРО ДПМН, Дитмире Шехо од ДУИ и Борис Кондарка од СДСМ. Избрани беа и двајца нови членови на Комисијата за заштита од дискриминација Лимко Заровски и Наташа Амдију. Собранискиот спикер Гаши пак го констатираше и повлекувањето на кандидатурата на Џинан Ахмед, за која во јавноста вчера имаше бурни реакции поради незината некомпетентност за функцијата. Катерина Нешкова, Сител телевизија.